Политичката ситуација во Македонија е доста сложена и се чини дека причината е формирањето нова владина коалиција, анализира албанскиот портал Exit. Порталот пишува дека ВМРО ДПМН е победничка партија на изборите во македонскиот блок со 51 пратеник, а СДСМ чиј лидер е Зоран Заев е втора со 49 пратеници. Практиката на изборите во Македонија е тоа дека секогаш има еден вид договор помеѓу оние кои се победници на македонската и албанската страна да формираат коалиција. Но овој пат тоа не се случи, анализира албански Екзит. Од друга страна, во СДСМ сметаат дека Али Ахмети и неговата партија треба да направат коалиција со нив и доколку ова не се случи, тогаш во игра може да се вклучи специјалното јавно обвинителство, кое е блиско со СДСМ, пишува порталот, и анализира дека Заев го користи специјалното обвинителство за да го уцени Ахмети. Со последните јавни пораки на Павле Богоевски од СДСМ на социјалните мрежи се потврдува тоа дека специјалното јавно обвинителство е партиски инструмент кој се користи за пресметка со неистомисленици и уцена кон ДУИ, пишува порталот, пренесувајќи го Facebook статусот на Богоевски во кој порачува дека нема никаква политичка математика која ќе ги спаси ДУИ од можна истрага на СЈО. Знае ли Али Ахмети дека нема политичка калкулација која ќе резултира со заштита на членовите на ДУИ од евентуален прогон од специјалното јавно обвинителство, напиша Богоевски на неговиот Facebook профил. Не само Ахмети, туку и сите негови соработници не можат да се спасат од моралната, политичка и кривична одговорност, порача Богоевски на Facebook, додавајќи дека Ахмети се уште не одговорил на поканата на СДСМ за формирање на влада, анализира албанскиот портал. Реакцијата на Богоевски не е случајна, имајќи предвид дека тој беше начело на протестите во Скопје, кои беа вештачки и наречени шарена револуција, истите финансирани од Сорос и невладини организации кои тој ги финансира, заклучува албански Екзит.